Во Вашингтон се собраа представници од над 30 земји да ги споделат искуствата во доменот на реформите на управување со јавните финансии. Јана Бојаджиевски разговараше со представничката од Македонија. Учесниците заклучија дека е потребен добро воспоставен систем на управување со јавните финансии, чија потреба уште повеќе доаѓа до израз поради актуелната глобална финансиска криза. Иако е актуелен главен економист од Народната банка во Македонија, Анита Ангеловска-Бежовска, поради долгогодишното искуство во областа на јавните финансии, говореше на тема реформите во овој сектор. Таа за Гласот на Америка направи споредба со соседните земји и досегашните резултати. Дека Македонија сепак е на да речем на повисоката скала, ако се мери значи компаративно земјите во регионот, со оглед на тоа што има доста значајни реформи спроведено, и тоа како во областа на планирањето на буџетот, така и во областа на извршување на веќе донесениот буџет од страна на парламентот. Значи во основа оние предуслови, основни принципи кои што се потребни за да еден систем биде современ и да може да одговори на предизвиците од било кој карактер, се веќе имплементирани. Учеството на Македонија на собир како овој во организација на Меѓународниот конзорциум за владин финансиски менеджмент е признание за земјата, смета Бежовска. Значи самата покана да представникот Македонија се обрати на конференцијата и зборува за искуствата во доменот на реформирањето на системот на јавни финансии е секако на еден начин потврда за земјата за квалитетот на реформите кои што се спроведени. Финансискиот систем на Македонија е поимун на случувањата врзани со глобалната финансиска криза и таа би можела да го погоди реалниот сектор. Истакна Бежовска, укажувајќи дека земјите треба да имаат изградени системи и процедури што ќе овозможат ефикасно управување со јавните финансии. Глобалната финансиска криза ги зголемува предизвиците генерално за сите, особено за помалите земји, и ја нагласува важноста за поуспешно менаџирање на јавните финансии. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка, на македонски, Вашингтон.